Дизелот да поевтини за 7 денари, а бензините за 4 денари по литар. Ова се очекувањата на премиерот Мицкоски по најавите за примирје меѓу САД и Иран и деескалација на конфликтот на Блискиот Исток. Тој рече дека цената на суровата нафта на референтните берзи моментално се движи околу $80 за барел. Владините мерки во делот на акцизите завршија во понеделникот, па сега премиерот смета дека пазарот ќе се стабилизира. Мајки предвид дека на мировна маса се и Израел и Хезболах, така да очекувам да се заокружи оваа криза и да влеземе во помирни води што би значило до крајот на годината просечна цена за барел меѓу $70 и $80. Ние правевме наши калкулации, малку е зголемена и вредноста на доларот. Очекувам во понеделник, врз основа на тие калкулации, бензините некаде околу 4 денари по литар да се намалат, а дизелот нешто повеќе, околу 7 денара по литар да се намали. Владата интензивно ќе следи и дали ќе се намалат соодветно цените на другите производи. По најавите на дел од бизнисмените дека цените нема така брзо да одат надолу и покрај завршувањето на кризата, премиерот ги свика на состанок. Тој во понеделник треба да се сретне со представници на маркетите и дистрибутерите. Вели дека сака да испрати силна порака за начинот како се однесуваат и ги охрабри продавачите да пријавуваат нефер трговски практики. Дополнително законските измени за 10-кратно зголемување на глобите се при крај, а се најавуваат и засилени контроли на терен. И сега се наоѓаат канали од страна преку разни услуги, преку трети фирми и така натаму да се фактурира така наречен ројалити, што не е фер трговско однесување. Јас ги охрабрувам сите дистрибутери и производители да тоа го пријават за да можеме ние како држава да делуваме, инаку не можеме да делуваме, затоа што ова како ќе направите вие инспекција и кога ќе ги видите сметководствените книги, ќе видите дека све во ред. Но има преку трети, четврти прокси канали се наплаќа тој ројалити, дали производот да е полево или подесно на полицата. И тоа е веќе јавна тајна и сите го зборуваат. И затоа јас ги охрабрувам да посведочат за да можеме да превземеме како држава мерки против таквите маркети. Она за што премиерот зборува всушност е дополнителен така наречен ројалити бонус кој брендовите го плаќаат на трговските ланци за да обезбедат премиум локации во маркетите и да ја зголемат продажбата. На пример, производите да бидат на рафтовите кои се директно пред очите на купувачот, на рафтовите на крајот на патиките или пак непосредно пред касата каде што најчесто импулсивно се купува. Активностите за санкционирање на ваквите појави заедно со потегот за намалување на основната каматна стапка на Народната банка треба да ја доведат инфлацијата на прифатливо ниво под 4% до крајот на годинава. Мицкоски информира дека земјава со стапка на годишна инфлација од 4,8% во мај се наоѓа на средина во регионот. Албанија и Србија имаат пониска инфлација, но Грција, Бугарија, Романија и другите држави повисока од онаа на Македонија.